Со тешки телесни повреди, вчера се здоби 64 годишната ЗБ, вработена во Евангелиската црква Свети Кирил и Методи. Вчера околу 16 часот и 45 минути. Сега веќе повредената старица, додека била внатре во црковниот хол и си ја вршала работата. Влегло засега непознато лице. Никој не се надавал на дејание кој најмалку доликува во свет храм. Непознатиот маж, без повод и причина, се нафрлил кон старицата, ги одврзал врвките од обувките и започнал да ја дави. Но очигледно не успел во намерата, па со силни удари со тупаници почел да ја тепа во пределот на главата. Немилиот настан за кратко време го забележале работниците кои работеле на реконструктивниот зафат во црквата. Ја затекнале ЗБ во олтарот, каде вика за помош и веднаш повикале полиција и итна медицинска помош. По доаѓањето на полицијата, насилникот се дал во бегство, а старицата била пренесена веднаш во Евангелиската болница, каде биле констатирани тешки телесни повреди и веднаш била пренесена на ургентен центар во Скопје. И денес работниците работеа на црквата и раскажаа она кое го виделе. Вчера не се случи нешто што не е за видување. До 1 сат работевме, после 1 сатот се отидев на ручок, у 4 се вративме и што има да видиме едноставно. Не е ни за гледање, не сакам никој да го види тоа што го видех јас и сите тие што беме тука присутни во Тројца. На некој начин дури и не можам да говорам. Тоа е слика што човек да го видиш пред 1 сат, 2, а после да не можеш да го познаеш. Што да кажам? Што конкретно се случи? Што видовте кога стигнавте во црква? Кога стигнавме, обично ние што викат секој пат има они тука човек што пример лели ќе не послужат со водичка, со кафе. Него време ние кога стигнаме човек немаше. Беме прво двојца, после тројца, па дојде четвртиот. И меѓу времено ние се услуживме со вода сами. После 5 минути имаме што да видиме. Жената испадна на вратата целата во крв. И не знаеме кој е, дали е некој од страна, дали е тоа, додека не почневме да разговараме. И кога питаме што е случува тоа, жената вика не ограбија, не нападнаа двојца. Ние така знаеме оти она двојца рече. Од МВР велат дека идентитетот на сторителот засега не се знае, а тој се уште е во бегство. Полицијата трага по него, бидејќи од јавното обвинителство е покрената кривична постапка за обид за убиство. Денеска од Карел информираат дека повредената ЗБ е во тешка здравствена состојба. Лекарите будно ја следат нејзината состојба, но поради возраста и тежината на повредите, старицата секој миг се бори за живот.